Добар ден, почитувани. Го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Во првата епизода, во новата сезона, ќе зборуваме за екземите кај децата. Милиони деца ширум светот уште во најрана возраст се соочуваат со атописки дерматитис. Дали е тоа обична кожна иритација или пак хронична болест? Зошто кај некои деца кожата е склона кон екземи? Дали постои можеби наследна предиспозиција и каква е улогата на имунитетот, алергиите, стресот или пак исхраната? Кои современи терапии на вистина може да помогнат кај болеста со непријатни симптоми што го засега целото семејство? Каде најчесто се греши во терапијата? Разговараме со доцент доктор Наташа Теовска-Митревска, дерматовенеролог. Разговорот следува по блокот реклами, а потоа ќе имате можност и вие да поставите прашање во програма. Се гледаме набрзо со гостинката во студиото. За најчестите предизвици и можните решенија кај атопискиот дерматитис во детска возраст, денеска разговараме со доцент доктор Наташа Теовска-Митревска, дерматовенеролог во Ремедика. Докторке, добре ни дојдовте во магазинот за родителство. Да, добре најдов, Марија. Чест и задоволство ми е што првата емисија од новата сезона токму ја отвараме со една, да кажам, многу честа тема и тема која што практички го ја обележавме вчера. Вчера беше светскиот ден за денот на атопискиот дерматит и токму затоа благодарам на Телма, благодарам тебе, Марија, што не поканивте да сме дел и да зборуваме токму за тема која што е посветена токму за денот за атописки дерматит, кој што денеска ќе го обележиме како, да кажеме, ќе биде посветена на здравствените работници. И она што би сакала да најавам, некако многу често збориме за атопискиот дерматит, нели, објаснуваме каде се појавува, која е причина, каква е клиничката слика, како да препознаеме, како да се справиме. Меѓутоа, сакам малку поголем акцент да ставиме денеска во зборувањето за тој мултидисциплинарен пристап. Зошто е тоа битно? Тоа ќе ни биде и нашето денешно предавање на медицинскиот факултет во амфитеатарот со почеток во 3 часот, каде што ќе имаме еден мултидисциплинарен пристап, затоа што децата со атописки дерматит немаат само кожни симптоми, Марија. Значи имате некој си беше моето прво прашање, дали атопискиот дерматитис е само кожна иритација, кожна болест или пак е нешто посложено? Тоа така изгледа дека нели се само кожни манифестации, меѓутоа тие знаат да бидат и асоцирани, тоа е поврзани со некои други состојби за кои што многу малку се зборува. Значи, целата состојба, бидејќи основното во оваа состојба е јадежот. Знаете како, да имате едно дете или да бидете или адолесцент или да сте возрастни, да имате постојан јадеж кој што не се смирува, кој што се случува навечер, ви се случуваат и други промени во однос на менталното здравје, во однос на, да кажеме, проблемите на депресија, на анксиозност, на проблеми со спиење. Така, сонот не е нарушен само кај детето, туку кај целото семејство. Кај целото семејство, меѓутоа и кај возрастните. Значи, атопискиот дерматит не се појавува само во бебиња, кај бебињата, не се појавува само кај адолесцентите, се појавува и кај возрастните. Иако во едно помал процент. И сега, знаете како ние постојано дебатираме зошто е толку помал процентот кај возрастните, можеби затоа што ние не знаеме да го препознаеме. Или пациентите не знаат да се обратат дека имаат точно атописки дерматит, па го класифицираме како некоја друга состојба. И како таа состојба може да биде присутна и кај возрастните. И ќе објаснам разлика како изгледа кај деца, како изгледа кај возрастен. Меѓутоа, многу е битно да кажеме дека покрај овие промени со проблеми со спиењето, пациентите имаат и други проблеми, имаат проблеми окуларни, ние викаме да се зафатат очите, како, да кажам, орган кој што исто така е присутен во текот на атописки дерматит. Да развијат позголемена, да развијат диабет, да имаат хипертензија, да имаат од предолго и недоволно контролирање на терапија со кортикостероиди, да добијат искршеници, чести имаме повреди, остеопорозата, бројни инфекции кои што може да бидат придружни, кои што се во поголем процент кај децата со атописки и возрастните,
многу повеќе за разлика од оние кои што немаат атописки дерматит. Да имаат одредена хронична уртикарија, ни се ближи еведеноти за хронична уртикарија, да имаат одредени други состојби како што е алопеција, значи опаѓање, проречување на косата. Така да многу интересна тема за зборување со еден посебен, да кажеме, мултидисциплинарен пристап, значи од педијатар, да биде вклучен офталмолог, да биде вклучен психолог, да биде вклучен психотерапевт, фармацевтите ни се тука, училиштето ни е тука, значи целата заедница, медиумите вие како еден, да кажем, поддржувач за подигнување на свесноста за оваа состојба за атописки дерматит, гастроентерохепатолозите исто така, затоа што овие пациенти најчесто имаат и други пропратни симптоми, иако имаат атописки дерматит. Проблеми со стомакот? Проблеми со стомакот. И оно што е забележано, некако се нафрлуваме од тема на тема, меѓутоа секогаш разговорот со тебе така ни се одвива. Сакаме се да кажеме и да впатиме и тоа што најмалку е зборувано. Најчесто и не е иста, да кажеме, микробиомот, бактерофлората во цревата кај пациентите со атописки дерматит и пациентите кои што немаат атописки дерматит. И токму тука е, да кажеме, постојаната двојба како доктори, дали да се дадат пробиотици или да не се дадат. Според протоколите на Европската академија за дерматовенерологија, ние не ги даваме пробиотиците во лекување и се уште нема официјални докази или не е се уште во протокол за да истите се применуваат како такви. Така да мора малку да кажеме, да бидеме строги во однос на лекувањето, давањето на одредени суплементи, затоа што ние како народ сме многу подложни кон, да кажеме, земање некогаш и на своја рака, дали треба или не треба се прочитува нешто па се зима, поготово и за козметиката, поготово и за лекувањето на ваквата состојба. Ќе спомнам и каде грешиме во однос на лекувањето, превентивните мерки, така да малку нафрлам само како информација. Да, поентите на денешниот разговор во магазинот за родителство 0+ месеци. Јас сепак ќе се вратам малку на почеток. Не сите деца имаат атописки дерматитис, проблем со сува кожа, односно екземи на кожата. Зошто кај некој се јавува таков проблем, а кај други не? Дали можеби наследната компонента тука има некакво значење? И како има, да. Ние значи имаме одредена ние да кажеме предиспозиција за атописки дерматит. И тоа се знае дека генетскиот фактор кој што прави, ние викаме една мутација, како да ја објаснам. Ако вие имате, како изгледа тоа, ако вие имате една кожа која што треба да биде како керамиди, како плочи, наредени, од горе до доле, значи структурирани, кај децата со атописки дерматит таквата состојба не се прати. Што се случува? Тие керамиди се поместени. Значи наместо да бидат паралелни, значи да се прати линијата, како да имаме некои дупки, разбирате, како да немаме не ни се добро подредени керамидите. Што се случува? Значи веќе имаме предиспозиција, некои од родителите ја имале атописки дерматит, имале одредена астма, имале алергиски ринит, имале алергиски конјуктивит и ние практички еден дел од таа диатеза, тоест склоност, предиспозиција да реагираме на работи за кои што другите не реагираат така. Што значи тоа? Тоа значи една осетливост, например, во однос на одредени алергени. Ќе ги спомнеме сега загадувањето на што ни се случува. Да спомнеме нешто што се вика постојано користењето на одредена козметика, кој што кај одредени ќе направи инфламација, воспаление, кај некој нема да реагира. Одредени алергени од храната, одредени алергени кои што се присутни, значи како поленска алергија, одредени, да кажеме, поголеми ризици кон одредени бактерии, затоа што тие керамиди практички, тие недостатокот на тоа што треба да ги спои керамидите една до друга, тука е променето. Значи, таа заштитна липидна обивка кај пациентите со атописки дерматит е променета или е многу, да кажам, ја нема. И што ни се случува? Тоа значи дека ако имаме проблеми со кожата во однос на таквите керамиди, многу полесно сите алергени може да навлезат во кожата и многу полесно да направат инфламација. И ние имаме и нарушување во тој имунолошки систем кај децата со атописки дерматит, меѓутоа многу полесно навлегува причинителот од надворешната средина за да предизвика таква реакција. Како изгледа таа реакција? Значи, јадежот е првиот кој што се појавува како симптом, кој што ни е практички еден од критериумите, кога ќе видиме дете, знаете како ќе влезе во нашата ординација, па и возрасен, знаете како има одредена слика тоа дете, значи покрај што е, нели, има проблеми со спиењето, има, ние викаме ненаспано дете, значи дете кој што навистина нервозно, не може да се сконцентрира
плаче ако е бебе, вознемирено, постои анксиозност, постои кај возрастните и депресија заради состојбата. Вие имате кај децата на местата на обравчињата најчесто, на местото на вратот кај што има место кај што се палтички, кај што се витка вратот, на места на прегиби, на лактите, на колената, појава на едно црвенило. Кој што црвенило на почетокот почнува како црвенило, ние викаме како една воспалителен одговор, како резултат на она што доаѓа од надворешната средина. И потоа да како резултат на ние нашиот микробиом, тоа значи бактериите, микроорганизмите кои што се на нашата кожа. Што се случува кај овие деца? Кога веќе керамидите ни се нели како да кажам разместени, тие бактерии кои што ни се нормални, кои што ни се нели присутни, сите ние имаме, да се поздравиме сега ќе си пренесеме дел од нашите бактерии. Во такви услови на мали процепи, на мали микротрауми, тие стануваат, се размножуваат и стануваат условно патогени, ние викаме. Па доминираат во поголем број за разлика од колку што треба. И практички овие деца се многу подложни на такви бактериски инфекции во многу поголем ризик. Не се само бактериите, паразитите, вирусните инфекции. Габичките. Значи, габичните инфекции. Така да, најчесто кај детската возраст ги гледаме бактериските коинфекции. Значи, како резултат на тие наши, да кажеме, бактерии кои што се нормални, тоа црвенило кој што не се смирува, појава на мали меурчиња кои што се исполнуваат со жолтеникав секрет, на почеток беличаста секрет и потоа жолтеникав секрет, кој што јасно ни кажува дека веќе имаме и бактериска инфекција. Значи, ни се проширува состојбата од атопија во, ние викаме, уште нешто плюс во однос на инфекцијата, многу покомплицирано. Докторке, како може процените дали кај бебето се работи за една обична кожна иритација, еве на вратчето поради блјуцкање од млеко, или пак сето тоа води кон една посериозна состојба како што е атописки дерматитис? Во атопискиот дерматит немаме, да кажеме, секогаш збориме за дерматологијата, мора да се види пациентот, да биде пред нас и одлично прашање, нели, како да препознаеме дали е обично блуцкање, дали од цуцлата. Прво зимаме, нели, прашуваме дали родителите имаат, колку време трае состојбата, дали имаме јадеш, дали бебето спие. Знаете, како имаме знаци кои што имаме посебна класификација. Јас обично не сакам да зборам на пациентите премногу медицина, меѓутоа клинички, практички ние со самиот преглед на пациентите гледаме дали се работи за атописки дерматит или не. Постојат и некои други маркери кои што нели покажуваат за атописки дерматит, меѓутоа не се официјални во однос на протоколот кој што нели постои за атописки дерматит. Ретко сме зеле кај деца, искрено да кажам, да се земе биопсија парче од кожата за нешто што се нели ќе не натера да ја земеме како парче од кожата, да го испратиме на патохистологија за да ја дефинираме дијагнозата. Значи, знаете како кога ќе видите еднаш, кога ќе видите таква состојба, никогаш нема да ја заборавите. И обично е секогаш симетрична, никогаш не е еднострана. Ретко сме гледале, меѓутоа знае да биде како еритем и потоа како идат промените, како расте детето, да станат во едни, ние викаме како сувост, како една плоча која што е сува, распукана, ние викаме веќе во хроничен тип на атописки дерматит. Значи имаме нешто што е воспалителна компонента и една сува компонента на атопискиот дерматит, кој што и двете имаат присутен јадеж. Јадежот е првиот критериум за атописки дерматит. И родителите најчесто ќе речат вознемирено е детето, се чеша, дури советот ние да се внимава и на ноктињата, затоа што како се чешаат, практички они прават дополнителни рани, дополнителни трауми на кожата, кои што ќе направат уште повеќе влошување на состојбата. А докторке, дали исто вака изгледа атопискиот дерматитис и кај возрастните и може ли да се јави во адултна возраст, подоцна во животот атописки дерматитис кај лице кое што никогаш немало никакви проблеми со кожата? Значи обично знаете како ние кога ќе дојде адултна форма, тогаш зимаме. Во некои случаи кога не знаеме што е, зимаме биопсија, затоа што знаете како ќе дојде пациент кој што има, ние викаме како округли форми на дланките, на рацете, на нозете по тело, појава на сувост, најчесто околу устата, на очите капаци како едно црвенило сувост константна кој што се случува постојано, контактна форма на дланките, значи пукање, распукување, чешање, јадеж. Тогаш кога ќе дојде таа адултна форма, нели, на таква клиничка слика, кога се сомневаме за атописки дерматит, тогаш можеби да земеме и биопсија како таква. Меѓутоа, најчесто, да кажеме не најчесто,
новороденечката форма поминува и во адултна форма. Не со таа изразена, да кажеме, силина, интензитет, како што има кај бебињата, кој што се среќава некаде до 3-тиот месец, него знае да помине и во адолесцентната форма и се среќава и кај возрастната популација како таква. Значи, повеќе имаме од таа сува компонентна кај возрастите, значи во форма на, да кажеме, сувост, која што трае, значи распукување на кожата, за разлика од онаа воспалителна, да кажеме, повлажна компонента кај бебињата. Меѓутоа, и кај возрастните, и како е присутни, кој ќе прашаме возрастен пациент, дали нешто се сеќавате како дете да сте имали, и они најчесто одговараат да, нешто имав некои црвени образи, значи, апсолутно проблеми со кожата, од родителите тоа што е пренесено, и тоа ни е, да кажеме, доволен показател дека сепак нешто се случувало уште во детската возраст. И оно што треба да појасниме дека најчесто јас како кажам на овие пациенти кои што имаат атописки дерматит, се навистина многу скапи како деца, скапи како возрастни луѓе, затоа што навистина негата е многу битна, а тоа значи секојдневна нега, секојдневно мачкање на средства кои што треба да ја хидрираат, бидејќи сувоста е првиот симптом кој што исто така се појава покрај јадешот. Значи имаат проблеми со сувоста. Значи сувоста кој што треба да ја хидрира кожата за да не настанат, значи уште поголеми воспалителни промени како така. А зошто се случува во различни сезони интензитетот на атопискиот дерматит да се влошува или пак да се подобрува? Например, дали е сеедно, дали е лето, зима не, или пак период на сезонски алергии? Значи, советите ние се исто така и климатските фактори се и такако битни. Значи, преголема влажност, преголема сувост. Што е по-проблематично, лето или зима? И зависно си од локализацијата, меѓутоа зависно си од возраста како таква. Значи, детската кожа е многу поинаква од возрастната кожа. Значи, не важат истите правила и во однос на лекувањето, затоа што одреден лек кој ќе ставите на бебешка кожа многу побрзо продира, за разлика се абсорбира за разлика од возрастната кожа. Значи, ќе го објаснам и начинот како треба да се лекува. Значи, климатските фактори, да, влијаат многу на нашата кожа. Не само климатските фактори, пушењето, загадувањето. Она што исто така треба да спомнеме, носењето на облеката, волнените работи, како иритираат. Значи, сакаме да биде во иста собна температура, значи да не се претопла децата, затоа што имаат уште поголеми реакции, уште поголема иритација, уште поголем јадеж. Значи, секогаш да се носат памучни облеки, наместо волнени, да кажеме, облеки или како синтетички. И истото важи и со апликацијата и на заштитите фактори, значи постојат веќе посебни формулации кои што не содржат парабени, кои што не содржат хемикали, кои што ќе направат уште поголема иритација на таа веќе осетлива чувствителна кожа како таква. И она што исто така не спомнавме, децата и возрастните, најчесто 50% од нив имаат и алергија на храна. Тоа не значи дека секој ќе развие алергија на храна. Меѓутоа, најчесто знаат да бидат на почетокот како се внесува алергенот на млеко, на јајца, на соја, значи се она што нели во првите неколку месеци се додаваат. И она што ние советуваме, никогаш да не се започне внесување секој ден различен продукт, затоа што ние практички ги прашуваме на родителите дали подавањето на млекото или на јајцата, на белката, на жолчката имаме некој исип, се случува ли нешто кај детето, да забележат. Значи не пристапуваме веднаш кон тестирање и апликација на таквите кожни тестови кои што ги правиме во пракса, него пробуваме да пациентите, родителите на децата ни кажат дали се појавува нешто при внесување на таков. Значи, треба да прават обсервација, така, да забележат дали има некој влошување. И да не започнуваат веднаш со внесување на, да кажем, секој ден различно. Тоа да биде постепено, значи треба да биде постепено, да биде еден вкус неколку дена. Така, неколку дена по многу малку за да се види дали е навистина поврзано или детето ќе развие алергија на храна како таква. Така да и тука ни се советите во однос на нели како треба да се внимава во изборот, ако веќе имаме докажана алергија на храна, истата да се избегне, затоа што таа може да тригерира и атописки дерматит, меѓутоа може да тригерира и други некои состојби кои што исто така се може да направат одредена алергиска реакција од кој што може да биде и животна загрозувачка како таква. Значи децата и лицата кои што имаат атописки дерматити обично имаат некоја придружна алергиска болест. Дали тоа значи дека атописки марш, значи ги следиме, значи започнува со кожни манифестации, па може да помине во конјуктивит, значи да се чешаат,
да ги печат очите, да Или имаат тече иритација, носето. да тече носето, кивање, значи чешање на носот и да настанат чести обструкции, значи да помине веќе во астма. Затоа е многу битно мултидисциплинарниот концепт кој што јас би сакала да имаше уште некој доктор од овдека барем од аспект да зборнеме што се случува и кај педиатрите, што се случува кај психолозите, зошто ни е битно ние како доктори да соработуваме еден со друг, затоа што пациентите многу не доаѓаат сите кај дерматолози и тоест ние како дерматолози кога ќе забележиме нешто што пациентот има треба да го опатиме како нешто кој што терапијата кој што ќе ја дадеме и за кожните промени ќе помогне и во она што е асоцирано како состојба кај овие пациенти со атописки дерматит. Кому родителите да се обратат доколку забележат вакви кожни промени кај нивното дете, доколку забележат екземи, односно атописки дерматит? Знаете како? Кај матичен педијатар или пак кај дерматолог? Апсолутно матичните педиатри се оние кои што се првите доктори кои што и tekako водат сметка за здравјето на детето. Меѓутоа кога ќе имаат кожни промени, кај што има нели сомневање дали е атописки дерматит, дали е себороичен дерматит, дали се работи за некоја друга бактериска инфекција, веќе треба да се упатат кон дерматолози и ние секако бараме помоши од педиатрите. Она што ние го работиме секогаш, значи кога се случува такво нешто, повикуваме педијатар за да може да се направи заедничка консултација во однос на нели на самата состојба. И истото се случува и кај матичните лекари. Значи јас не би ги издвоила ни еден од нив, значи сите сме во алката, сите сме во кругот на таа здравствена мрежа, така да се она што е сомнително, кај што нели постои како манифестација, треба да го упатат кај дерматолог. Како тако. Да ги вклучиме гледачите во денешниот разговор. Почитувани од овој момент, емисијата е контактна. Можете да се јавите на телефонскиот број на телевизија Телма, да поставите прашање кое што е поврзано со ова релативно често состојба, како во детството, но и кај возрастните, атописки дерматитис. Ние продолжуваме, докторке, понатаму. Што најчесто го провоцира чешањето, односно јавдежот кај оние лица кои што имаат атописки дерматитис? Веќе спомнавме дел, значи кажавме ви за алергијата на храна, кажавме и за климатските промени. Може ли прашината да биде? Прашината исто така. Не соодветното третирање. Самото чешање може да доведе, значи физичката иритација до дополнително практички прави влошен јадеж. Јадежот прави практички нова промена. И она што и пред да почнавме со емисијата, сакам да алармирам многу, затоа што тоа ни е навистина проблем кај нас како дерматолози. Тоа е оној страф од онаа давање на терапијата, поготово за кортикостероидите како лекови, за кои што се прв тераписки одговор во однос на лекување на пациентите кои што имаат ваква состојба. Зошто е тоа така? Родителите многу се плашат од кортикостероидната терапија. Се почесто, значи читаат. По секоја цена сака да избегнат. По секоја цена сака да имаат природни препарати, да биде нешто органско, да не се даде кортикостероид. Ве замолувам да не се плашите. Значи ние како дерматолози сигурно нема да наштетиме и да дадеме лек кој што ќе направи влошување на состојбата. И она што реков каде се греши. Доколку не се даде кортикостероидна терапија, вие веќе имате црвенило на вашата кожа, еве да земеме. Се што ќе ставите на таа кожа, ќе ве пече, ќе ве иритира, ќе направи дополнителна сензација и уште поголем јадеж како тако. И тука се греши. Значи се аплицираат крема за крема, крема за крема, дури оние кои што се медицински козметики, кои што се навистина добро проверени, добро евалуирани од страна на еминентни, да кажеме, професори, и она што ни е достапно кај нас во Македонија, дури пациентите викаат се пробав и медицинската козметика едноставно не ни помага. Зошто не ни помага? Не можете да ставите на воспалителна компонента емолиент или било каква крема. Значи мора прво да го смириме воспалението, мора да го дадеме тој кортикостероид кој што во моментот има воспалителна компонента на кожата. Значи да го смири црвенилото, а веднаш потоа да пристапиме во додавање оно што треба да направи заштита на тој наш липиден слој. И оно што ги замолуваме пациентите, не е точно дека не треба да се капиме секој ден. Не треба да се капиме секој ден. Поготово ако имаме жолти склами, нели лушпи и бактериска инфекција. Се советува да имаме миење секојдневно, тргање на тие склами, меѓутоа тоа миење, тоа бањење да биде пократко, да не биде да се седи во вода, нели да биде пократко затоа што водата е хлорирана. Таа прави уште поголема иритација, уште повеќе го суши, го трга тој заштитен липиден слој кој што треба да не одбрани. И наместо да добиеме подобрување, ние практички правиме влошување на веќе на истата состојба. Значи мојот апел е до сите
кои што имаат или дете со атописки дерматит, или кои што имаат таа состојба, и не само таа состојба, кога имаме некое воспаление на кожата, веднаш да не се започнува со емолиентна како крема, да кажем, или било каква крема. Да не зборам за оние мелеми кои што се користат кај нашиот народ, кои што буквално не можеме да ги контролираме. Се аплицираат секакви производи, не се добро контролирани, кои што уште повеќе може да предизвикат алергиска реакција кај пациентите со атописки дерматит. Така да строга контрола, прво да се намали инфламацијата, еве како изгледа, значи да се намали ова црвенило кој што ги има на дланките, значи да биде кратко, трајна апликација на кортикостероидот. И тоа токму знаеме по колку и советуваме по колку да се аплицира. Значи имаме различна градација на тие кортикостероидни креми. Сигурно нема да започнеме со најпотентен, оној кој што е најсилен, затоа што и секој лек, па и обичен витамин, рековме и престојано збориме, ако не се контролира, може на крај да биде сватен како субстанција која што може да наштети како таква. Така да почнуваме. Колку најдолго може да се користи? Колку време? Значи, може да се користи кортикостероидот? Ние во дерматологијата имаме прво да се смират состојбата и таа веднаш ќе се смири. Некаде за 24 до 48 сати кортикостероидната крема, ако правилно се аплицира соодветно, затоа што знаете како кога ја давате таа кортикостероидна, ако имаме хроницитет во давање, цело време се мачка пациентот, на крај може да не делува. Ние викаме еден феномен кој што е се вртиме во круг, веќе не делува кортикостероидната крема. Затоа викаме постепено давање на таа кортикостероидна крема и веднаш потоа додавање на тој крем кој што ќе треба да биде заштита на самата кожа. Оно што го правиме како дерматолози, ако не гледаме воспалителна компонента, да кажеме, на нашата кожа, пусти ние викаме терапија на одржување. Тоа значи го уфрлуваме тој кортикостероиден крем, значи за време на викенд, за време на 2 дена пауза, значи неколку време, подолго време, за да го прекинеме тој антиинфламаторен одговор. Сега, кортикостероидните креми се дозволени само до 2 годишна возраст, значи не значи дека не се дозволени подолго. Оно што сакам да појаснам дека постои друга терапија која што не прави толку несакани ефекти, кои што можеме да употребуваме кај пациентите кои што се повозрастни од 2 годишна возраст, а да не биде кортикостероидна крема. Значи, советот е повторно да не се плашат, она што е препишано од страна на дерматолозите, никогаш ние даваме еднократно појак крем кортикостероид кој што содржи во себе антибиотик, за да спречиме влошување, а да забрзаме подобрување на состојба, наместо да даваме, знаете како, таблетарна форма или перорална терапија, не викаме да внесе бебето или возрасен пациент. Локалната терапија да ни биде прва, многу да кажеме, поефикасно да се справиме со, да кажеме, со состојбата во моментот. Така да апелот ќе биде да не се плашат, да не мислат дека ќе направат штета, иако и како знаеме што прават кортикостероидите и точно знаеме во колкава количина, обично објаснуваме како палецот од прстот, значи да јас отворам дури и крема пред пациентите за да им кажам по колку треба да аплицираат кај бебињата или кај возрасен, колку максимум смееме да дадеме, како да го комбинираме, како да го намалуваме постепено. Значи имаме една шема на апликација на тој кортикостероид, се со цел да се помогне, да не се влоши и да биде, нели, квалитетот на живот кај овие пациенти, не само кај оние кои што имаат атопискиот дерматит, него и целата фамилија да биде навистина смирен и подобар како тако. Ги споменавте емолиентите. Какви креми се тоа? Дали се тоа креми кои што ја хидрираат кожата или пак можеби кои што ја замастуваат повеќе? Добив знак дека имаме гледач, па потоа ќе ни појасните за што точно станува збор. Добар ден за првиот гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден, поздрав до вас и голем поздрав до докторката. Благодарам. Јас се извинувам, малку ке скренам од темата, се работи за скабиес. Лекувам веќе година дена. Прво почнав со крема перметрин од Турција, од Словенија, со еднократно мачкање, после 7 дена повторно. Немаше резултат со софтна крема, која што се прави во Марија Галев парк. 3 пати на 21 ден, 5 дена мачкање, 20 дена пауза. Сега, јас одам и на психијатар, меѓутоа, решањето кај мене уште постои. Дали имате промени по кожата или само јадежот е присутен? Јас
доктор, ќе гледам црвени точки, значи ги гледам. Меѓутоа на дерматоскоп, докторката која што ме води, доктор Горица, сум задоволна, презадоволна, меѓутоа по докторката е излечено, меѓутоа јас ако не се напијам од психијатрските таблети, нема шанса да заспим. Тоа е тој страх. Значи, чешањето постои. Да. Така Словенија кога ќе го расчешам, меѓутоа црвени точки гледам. Сега ќе ја има, подоцна на друго место ќе се појави. Дали никој друг во фамилијата има ваква состојба или не? Да, прво беше кај керкечката, потоа кај сите дома беше. Да, завршивте ли со целосно, дезинфекција на просторијата каде што живеете, сите тие работи кои што ги советуваме во однос на по завршување на терапија, сите алишта да бидат да се зовријат, значи да се испратат на перење, постелнината, се она што носите, се направили такво нешто? Да, све на 90 скоро, само тренерки такво нешто на 60. Другото 100 Некои пати други преминав. исследувања во однос на анализи, фецас дали се зема за паразити или не? Немаме правено такво нешто. Да, Само би на сакала дерматоскоп. Пошто доктор Горица, ја поздравувам и лично, би сакала да се упатите. Ако дерматоскопски не гледа знаци за скабиес, тоа ни е една, да кажеме, лупа, еден маркер со кој што гледаме дали имаме активност или не. И оно што се случува, знаете како? Скабиесот е присутен во Македонија. Појасните ли само што е тоа? Тоа е значи паразитарно заболување кој што и како е доста заразно. Значи кога еднаш се појава, знае да се пренесе во сите, во цела фамилија и е шуга, значи нешто што е и како присутна во Македонија. Значи имаме навистина шуга и треба да се лекуваат во моментот кој ќе се открие некој од заболените, треба да се лекуваат цела фамилија, сите што дошле во контакт. И тоа оно што се случува, знаете како? Вие кој ќе ви спомнам сега, еве, збориме на тема јадеш. Нели ви доаѓа психички да малку се зачешате како така, нели се клетви прави нешто, па сега јадеш ли е, нели како ние викаме психолошкиот момент. Веќе пациентката поминала, знаете како не е лесно кога ќе кажете ви имате шуга. Значи тоа е прва општа паника, паника кај фамилијата, паника кај нели оној кој што ја има како таква, така да и како сепак терапијата која што е дадена од психијатар помага во овие нели да кажеме моменти, затоа што пациентите веќе од страв од тоа што се случило веќе почнуваат и да кажеме субјективно да почнуваат да се чешаат како такви. Ако дерматоскопски немаме наод на скабиес, иако скабиесот некогаш знае со сета терапија да обстојува и подолго време. Ние ги викаме скабиеси кои што се отпорни на терапија. Доктор Горица е одличен дерматолог, така да би сакала да се упати повторно или да секако да проложи кај психијаторот ми се чини така кажа, да се упати и да нема, ако едноставно нема знаци, ако нема субјективни и објективни наоди, да едноставно да се успокои пациентот, да колку може. Затоа што знаете како психогениот фактор исто така има. Значи кај нас пациентите доаѓаат повторно сепак да се провери, уште еднаш да се провери, да не имаме уште нешто. Повторно да се провери. Стравот постои такако. Да. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ве слушаме, повелете. Само држајќи замоло малку погласно во студија. Повелете. Ало, дали ме слушате? Да, ве слушаме одлично, повелете. Сакам да прашам за Виталиго. Проблемот не се решава никако, нема во медицинава начин како да се излекува. Така, значи дилемата ви е што би можело да се направи со витилиго, ако ве разбрав добро, така? Да. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма и витилигото. Уште на почетокот пред едно добри не е само кожна состојба. Не е кожна состојба. Пред 15 години започнав на темата витилиго и уште тогаш зборував дека не се откажам од состојбата на пациентите кои што ги имаат таа состојба витилиго. И мислам дека во тоа и се успеа медицината и да напред. Пред 3 години добивме крем кој што и како го лекува витилигото со добра репигментација околу 98%. Јас имам 5 пациенти кои што ја користат
малку навистина скапа терапија. Се уште правиме напор да биде Македонија следната земја, меѓутоа мислам дека до едни добри 2 до 3 години сигурно нема да биде достапна. Она што се случува во Германија, во Швајцарија, веќе преку Фондот за здравје добиваат таа терапија, значи ево тераписки протокол како прва тераписка линија. Значи не е точно дека за витилигото не постои тераписки протокол и дека не може да се направи ништо во однос на лекување. Значи веќе постои лекот, значи се вика кремата оплезура, значи е нешто што е достапно во сите земји и со добра, да кажем, објаснување прескрипција од страна на дерматолог и како ја даваме. Ги поздравувам и моите пациенти кои што, да кажам, се примери, јас сум горда дека сепак имаме успех, затоа што и таа е состојба како атопискиот дерматит кој што исто така го нарушува и шугата, го нарушува квалитетот на животот. Гледате нешто што навистина и како ги вознемирува пациентите кои што имаат еве различни кожни состојби како такви. И кај пациентите со атописки дерматит, да кажеме, како состојба, пошто веќе за витилигото да се упати пациентката сепак кај дерматолог, веќе постои таква тераписка линија кој што и како е прва тераписка линија кој што има одлична успешност како таква и обично ја комбинираме со фототерапија. Значи имаме решение и за витилигото. Значи тоа сакав да го пренесам како информација, да. Се навраќаме на атопискиот дерматитис, односно на екземите на кожата. На екземите, да. Споменавте кортикостероидна терапија. Емолиентите, значи нешто што треба да биде, не така како, тоа е основата, навлажнувачи, нешто што треба да хидрира, да не го врата тој липид настој. Значи постојано. Затоа што повеќето смета дека треба да стават масна крема за значи, на сувата мора кожа. Да биде медицинска козметика. Во протоколот ние викаме нема најдобар емолиент. Сите емолиенти се добри. Ако правилно се нанесуваат, она што го спомнав, а не да биде на место каде што има црвенило, да се мачкат, па после пациентите кажуваат, докторка, ме иритира, значи не сум задоволна. Тоа се сепак проверени медицински косметики, кои што не содржат никакви иританти, кои што навистина можат само да помогнат и, да кажам, се основа во првата тераписка линија кај пациентите со атописки дерматит. Оти ние можеме да мачкаме од кремите, можеме да дадеме некоја друга терапија. Основата е да имаме хидрирање постојано. И затоа спомнам дека се скапи деца, затоа што сепак бараат постојано мачкање секојдневно. Како изгледа дневната рутина? Значи, кај дете со тешка форма на атописки дерматитис? Јас кажам како тоа да изгледа. Значи на мајките објаснам, кога менувате пелена, значи не само што ставате во пеленската регија крема, нели? Треба да ставите од горе до доле емолиентна крема са бајле и навеќе. Секојдневно аплицирање. Дури доколку нема активни без промени на разлика, кожата? кога веќе имаме атописки дерматит, на тоа дете му треба константно постојано. И она е тоа што оптеретува. Знаете како? Покрај тоа што ги имаат симптомите, родителите се мачат, не спијат, детето плаче, вознемирено, сега дополнително треба и да го мачкаат секојдневно. Хајде да збориме за бебињата. Бебињата се сепак мирни, може да ги контролираме. Што е со оние деца кои што се? Значи самата состојба ги прави да бидат поактивни. Вие да намачкате дете, колку време ќе изгубите? Нели сака да игра тоа дојде? Не треба да го кажеме да не му дозволиме да биде дел од активната игра, нели па сега да го аплицира. Па не сака да седнат. Меѓутоа тие се емолиенти кои што не остануваат, не прават некој трак, немаат мирис. Значи се буквално еден вид на смирувачка терапија во однос на лекувањето на атопискиот дерматит. И истото иска и возрастните. Че вие постојано не само кога ќе се истуширате, па да ставите на места само крема, него тоа треба да биде постојано, Марија. Тоа е навистина исцрпувачки за секој пациент кој што има во фамилија некој со атописки дерматит. И затоа викам, таа е лошата вест кај пациентите со атописки дерматит. Добрата вест што се малку да кажеме, имаат. Јас кажувам, дете кој ќе влезе со атописки дерматит, едноставно трча во нашата ординација, затоа што е хиперактивно. Значи има, да кажеме, самата состојба му прави да биде малку поразлична за разлика од другите. Меѓутоа, факт е дека овие деца имаат и поголем ризик во нарушување во вниманието, значи во сконцентрирањето, заради нарушен квалитет на сонот. Имаат кошмари, се потат навечер, дури и мократ во постелнина. Имаат потешко заспиваат, пократко им трае сонот. Значи, ајде збориме во однос на бебињата, тоа значи родителот не спие. Да збориме за адултната форма со атописки дерматит. Што ако имаш нарушен сон? Нарушени ти се
не можеш да функционираш од себе. Значи никакви секојдневни обрски, училишта не може да се сконцентрираат. Работоспособноста како таква е многу намалена, нарушена. Знаете колку е сонот битен кај пациенти, кај секој од нас. А ако ga имате нешто што постојано ве чеша, имате јадеш, и како овие пациенти имаат, да кажеме, нешто што најмалку се говори за тоа. Така, потреба за решение на проблемот. Така. Имаме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ме интересира, под градите имам ситни што ми излегуваат, одам почесто на дерматолог, ми ги горат на секои 2 години, меѓутоа никако да завршам со тоа лечење, а печат и чешаат. Ви благодарам многу. Само бидете уште малку на линија, докторката, да нема некој прашање. Немате подпрашање, така? Добро, ви благодарам за вклучувањето. За некои работи не можеме да спречиме, нити да дадеме лек за да се шират истите како така, меѓутоа ги третираме во однос на оно што ќе се појави под градите и како иритира, нели, долготрајно лекувањето во зависност од тоа што нели е достапно. Ние никогаш не тргнуваме со нешто што е, да кажеме, можеби во моментот ќе го реши, ќе реши состојбата, секогаш гледаме да направиме евалуација на пациентот. Да почнеме со наједноставно, најмалку што чини, наместо да отидеме на она што е нели како најбрзо решение, меѓутоа има многу повеќе и финансиски аспекти. Па и не секој од нас како дерматолози има достапност во однос на апаратура како таква. Па започнуваме со течен азот, претпоставувам дека е тоа што е аплицирано кај пациентката, па подолготрајно треба апликација. Наместо да се обратиме до нешто што е новитет, и тоа се лазерска технологија. Не се веќе новитети, веќе подолго време постојат, меѓутоа, знаете како, мора малку да го запазуваме протоколот во однос на и на лекување и во однос на она што е, ние викаме cost-benefit анализа во однос на правилен третман на таква состојба. Значи, докторке, сосема на кратко, бидејќи имаме само 3 минути до крајот на денешната емисија, дали кај оние пациенти со атописки дерматитис кај кои што редовната терапија не дава резултат, може се примени лазерска терапија или пак да се даде биолошка терапија? Што е со тие пациенти? Да, значи сето тоа е во системската терапија. Биолошката терапија е во протокол за атописки дерматит. И таа ја даваме исклучиво кога имаме навистина тешка форма на атописки дерматит. Дел од терапијата е присутна во Македонија, дел не е присутна, па ги испраќаме пациентите до најблиските држави каде што е присутна. Меѓутоа гледаме да не помине во онаа тешка форма на атописки дерматит. Затоа викаме превенцијата ни е битна и кога ќе се појави некоја таква мала промена, да веднаш да се интервенира. Лазерската терапија, токму нова ќе зборам на Конгресот за алергологија во Москва, во Русија, ме замолија да дадам, пошто јас доста работам и со лазери, да дадам еден осврт за лазерска технологија токму кај атопискиот дерматит. Да, постојат неколку студии, постои многу, да кажеме, клиничка работа која што е веќе објавена, меѓутоа се уште не во тераписки протокол. Тоа е една фотобиомодулација, викаме, која што не наштетува, меѓутоа може да помогне во намалување на инфламаторната компонента. Кога се останато, значи пациентот пробал и едноставно не помага. Кога системската терапија не може да ја прими како таква. Кога, значи, како да кажам, кога сите опции за третман во тераписки протокол се исцрпени. Тогаш сум како доктор да поддржам нешто што е нели супортивна терапија како таква, која што нема да направи несакан ефект, туку напротив ќе помогне во лекување и на ваквата состојба како таква. Докторке, ви благодарам многу што одвоивте време и што дојдовте во денешното издание на магазинот за родителство. Јас сега во 3 часот ни е настанот, така да ќе испратиме слики од настанот. Ви благодарам уште еднаш на Телма, Мари, и на тебе, што бев гостин и што го обележавме светскиот ден за атописки дерматит во Македонија. Ви посакувам успешен настан. Благодариме многу. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам на довербата и што не следевте со внимание. Ви посакувам пријатен ден.